Добар ден на сите. Врз основа на член 42 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на ден 25.5. со почеток во 9:30 часот. Констатирам дека имаме кворум за работа, присутни се 3 советници. Го предлагам следниот дневен ред. Точка број 1. Решение за формирање координативно тело за изработка на генерален урбанистички план на град Битола. Точка број 2. Решение за разрешување и именување на член од редот на вработените во управен одбор на Стјурайдер Битола. Точка број 3. Решение за разрешување и именување на член во училишен одбор на Основно училиште Свети Климент Охридски Битола. Точка број 4. Решение за именување на представник од Министерството за труд и социјална политика во управниот одбор на ЈОУ Детска градинка Мајски Цвет Битола. Точка број 5. Решение за разрешување и именување на член во управниот одбор во ЈОУ Детска градинка Мајски Цвет Битола. Дневниот ред го ставам на гласање. Кој е за, молам да крени рака. 3 за, усвоен е дневниот ред. Преминуваме со точка број 1. Решение за формирање на координативно тело за изработка на генерален урбанистички план на град Битола. Во координативното тело за изработка на генерален урбанистички план за град Битола се предлагаат Тони Коњановски, председател, градоначалникот, Борче Димитровски член, Габриела Илиевска член, Бојан Бојковски член. Тука треба еден представник од опозицијата, под број 5. Мислам дека така ми. Борче Димитровски, Габриела Илиевска, Бојан Бојковски. Од СДСМ представник ќе биде назначен. Значи ќе биде накнадно. Ќе одржиме мандат на комисија пред председницата на Совет уште еднаш. Или само ќе го кажеме името, да. Океј, готово. Тони Јовановски, раководител на сектор урбанизам, општина Битола. 7. Валентина Кривашија, раководител на оделение за урбанистичко планирање. 8. Марјана Спасевска, раководител на комунално оделение. 9. Венцо Шишкин, раководител на оделение за економски развој. 10. Игор Талевски, помошник раководител на сектор. Игор Талевски. Да, и сега тука има представник 11 од СВР Битола, 12 представник од Технички факултет, 13 Гоце Богоевски, партнер на проектот Баир. Гоце Богоевски. 14 Маја Зарова Силјановска, директорка на јавното претпријатие за урбанизам. И од 15 раководител на оделението за имотно-правни работи. Да, тие имињата што фалат накнадно пред совет. Не знам, пиши раководител на оделение за имотно-правни работи. Ќе ги видиме имињата, значи пред седница ќе ги имаме утврдено сите. Тие што се вака ги немаме, ќе се утврдат пред седницата, ќе ги прочитаме на седница. Добро. Ја ставам точката број 1 на гласање. Кој е за? 3 за. Точка број 2. Решение за разрешување и именување на член од редот на вработените во управен одбор на Стјурайдер Битола. За разрешување се предлага Галовска Татјана, а се предлага од редот на вработените за именување во член во управен одбор на Стјурайдер Битола Зоран Ставревски, дипломиран физиотерапевт. Кој е за, молам да крени рака. 2 за, воздржани, против, 1 против. Решение за разрешување и именување на член во училишен одбор на Основно училиште Свети Климент Охридски. Се разрешува Владо Талевски,
За нов член го предлагам Весна Лозановска, дипломиран економист. Кој е завемам да крени? Климент Охридски, училишен одбор. Кој е завемам да крени рака? 2 за. 3 за. Точка број 4. Решение за именување на представник од Министерство за труд и социјална политика во управен одбор на ЈОУ детска градинка Мајски Цвет Битола. Предлог од Министерство е Дијана Станковска. Не пиши образование, ќе најверојатно ќе ни достават. Има контакт телефон. Кој е завемам да крени рака? 3 за. Дијана Станковска. Од Министерство едногласно за 3 члена. Преминуваме на точка број 5. Решение за разрешување и именување на член во управен одбор ЈОУ детска градинка Мајски Цвет Битола. Даниел Ивановски за разрешување. Даниел Ивановски како представник од родителите му престанува мандатот, се разрешува. За нов представник од родителите во управниот одбор на ЈОУДГ Мајски Цвет Битола се предлага Менде Лазаров. Кој е завемам да крени рака? 3 за. Со тоа се исцрпи дневниот ред. Ви благодарам за присуството.